Ова што го правиме ние делумно е правење на еден дисконтинуитет со општеството кое било на граница на диктатура, чии постапки правораздавање не постоело, во најголем дел тоа биле монтировки, негде жестоки со монструозни последици, негде помалку забележливи, но во основа едно практично рушење на правната држава. Сега, кога правите реформи, вие мора да имате еден граничен камен, нешто што символизира дисконтинуитет со таквата власт. И сега, и овој состав овдека, и ова моје присуство овдека е околу тие неколку закони кои тој дисконтинуитет треба символично да го изразат. Тоа е, например, Законот за општа амнестија, потоа е Законот за обнова на постапките кај што е утврдено грубо кршење на правораздавањето или на доделувањето на правда. Трето е поништување на Законот за лустрација. И тоа би биле три као почетни ова што ние расправаме сега во комисијата како мегници за таквиот дисконтинуитет со општеството на репресија, како го оценуваме претходното, и неправда. Најтежок од таа група закони овој овде за кој ќе зборуваме, а тоа е обнова на постапката. Тамо се поставува прашања всушност кои постапки, пошто знаете, сите сметаат дека секогаш се неправедно судени и сега тоа е огромен број всушност и постои опасност да се заглавите и да ви пропадне проектот ако тоа стане огромен број на закони. Ке речат, тоа е фарса всушност, нова амнестија, тоа не е обнова на постапките. Значи, многу е важно како ќе процениме и тоа допрва ќе разговараме во комисијата. Они имаат еден предлог, ова здружение на закон, па ќе видиме како тоа ќе искочи. Меѓутоа, одлуката дека такво нешто мора да се направи е донесена, мислам, и таа е добра.